Официјална Москва го критикува НАТО дека на самитот во Варшава се фокусирал врз, како што се наведува, непостојачка закана од Русија. На дводневниот собир, лидерите на Алијансата одобрија ново големо распоредување на сили во Источна Европа, како одговор на руската анексија на Крим и на руската поддршка на сепаратистите во Украина. Прелиминарната анализа на резултатите од состанокот покажува дека НАТО продолжува да екзистира во некаков вид на воено-политичко гледало на светот, се наведува во соопштението на Руското министерство за надворешни работи. Во изјавата се додава дека во спротивност од објективните интереси за зачувување на мирот и стабилноста во Европа, Алијансата ги концентрира напорите за одвраќање на непостоечка закана од исток. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Марија Захарова најави дека Русија ќе побара објаснувања за плановите на НАТО на Советот НАТО-Русија, што треба да се одржи на 13 јули. Руското министерство исто така најави дека ќе бара објаснување од НАТО и за планот на Финска за подобрување на воздушната одбрана над Балтичко море. НАТО претходно соопшти дека сака да го зголеми нивото на соработка во одбраната со Финска и Шведска преку повеќе заеднички вежби и за честена размена на информации поради се поголемата активност на руската армија во тој регион. Дел од самитот на НАТО, кој заврши во саботата, главно беше посветен на формалното одобрување на плановите за мултинационални баталјони од под над 1000 војници. Тие врз ротирачка основа ќе бидат стационирани во Полска и во Балтичките земји, Летонија, Литванија и Естонија. Баталјоните ќе бидат предводени од Соединетите држави, Канада, Британија и Германија. Представници на НАТО го оценуваат ова распоредување како директен одговор на руската воинствена политика и како најголем таков потек на Алијансата од крајот на студената војна. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави дека се поагресивната Русија ги развива незините воени капацитети, ја модернизира незината армија и за тројно повеќе ги зголеми трошоците за одбраната во изминативе неколку години. Москва беше подготвена да искористи воена сила против соседите, против Украина, илегално да го анектира Крим и да ја дестабилизира Источна Украина, оцени Столтенберг. На самитот во Варшава, американскиот председател Барак Обама, оценувајќи дека НАТО во својата 70 годишна историја никогаш можеби не се соочувал со толку многу закани во исто време, изјави дека Русија ги наруши суверенитетот и територијалниот интегритет на независна европска нација, Украина, и оти провокативно се однесува спрема сојузниците во НАТО.